Професори од Универзитетот Свети Кирил и Методи од Скопје изразија забелешки на предлог законот за високо образование, за кој Министерството организира јавни дебати. Факултетот за драмски уметности презентираше низа забелешки на предлог законот. Деканот Бесфорд Идризи нагласи дека, иако во предлог законот се споменува автономија на факултетите и универзитетите, таа е нарушена преку одредени членови. Verrete që I kemi ndaj këtij propozimi ligji, sepse vërtet nuk jam pak, por nëse do duhet të veçoj diçka, atë do ta kisha veçuar autonominë e fakultetit apo autonominë e universitetit dhe autonominë në përgjithësi në arsimin e lartë, sepse edhe pse në këtë propozim ligj në mënyrë deklarative thuhet autonomia, flitet për autonomi, por në të vërtetë më poshtë në për nenet e veçanta ajo autonomi thyhet. Деканката на Факултетот за музички уметности Дарија Андоновска рече дека не се доволно земени предвид спецификите на уметничките студии, особено индивидуалната настава, што е карактеристично за овој факултет. Постои само еден член во кој што се издвоени факултетите, меѓутоа се запоставени спецификите на нашите студии, особено Факултетот за музичка уметност е навистина специфичен и во рамките на уметничките факултети, затоа што само кај нас постои настава еден на еден. Ректорката на Универзитетот Свети Кирил и Методи Билјана Ангелова изјави дека очекува поголема функционална, финансиска и кадровска автономија. Критериумите по кои што се избираат наставниците на УКИМ се во моментов највисоки критериуми во земјава и треба да ни се остави слобода и понатаму да можеме сами да ги воспоставуваме критериумите без согласност, слободна флуктуација или мобилност на наставниците од еден на друг универзитет. Апсолутно ја почитуваме универзитетската автономија, а исто така и правата на наставниците да имат неограничена мобилност, односно академската автономија. Министерката за образование и наука Весна Јаневски изјави дека Министерството не е против академијата и дека сите прифатливи предлози ќе бидат вклучени во новата верзија на законот. Веќе неколку дена кажувам дека се што смета работната група дека ќе биде прифатливо, ќе биде инкорпорирано во новата верзија, драв верзија на законот, која откако ќе се инкорпорираат сите забелешки, ќе биде повторно оставено неколку дена на ЕНЕР. Јаневска додаде дека дебатите со приватните универзитети биле конструктивни и дека по понатамошните консултации се очекува конечна верзија на законот.